знам интересна навика дека секогаш кога се движам низ центар, а најчесто се движам пешки, зјапам по детали, по архитектура и така натаму, купувам редовно списанија за архитектура и купувам многу книги за архитектура и константно ми се полни библиотеката дома со книги за архитектура и не знам, се дружам со колеги архитектури, комуницирам на тема архитектура, меѓутоа не сум некој што, како што кажа, отвара AutoCAD или црта, се друго да речеме дека да. А точно пред све дека студиото е мојата комфорт зона и многу често разговараме на таа тема со клиенти и со вако дека секогаш ми е некоја сеј варијанта, пошто таму ми е најдобра за работа, затоа што ми е контролирано, да речеме, позадина, светло, простор и така натаму. Меѓутоа, не секогаш условите во студиото се доволни за да се направи нешто или да се задоволи некое барање на клиент. Скопје како град може би дозволува до одреден степен да си го присвоиш за своје студио и да ти користи за простор кој би направил некој модерен материјал. Не збориме само за архитектура, збориме за природа, збориме за детали, збориме за интериери и така натаму. Па види, јас можам да кажам дека само нефотогенични се зградите од проектот Скопје 2014. За се останато, секоја друга зграда си има своја тежина, душа и естетика. Морам да ги спомнам, мислам посебно се водушевам на дело Дебармало, можеби и Линденска, МОП, музејна современа и така натаму. Тоа се некои простори или да кажам екстериери каде што јас сум работел и ми инспирирале и се уште ми инспирираат. Да, најчесто го правам тоа со телефон. Мојот инста профил е препол со сториња секојдневно и објави од архитектура и секогаш ме зафркаваат другарите дека престани да сликаш ќошеви, кровови и детали, ѕидови, графити, не знам, улица, пешачки и така натаму. Меѓутоа, мене тоа ми е премногу интересно, премногу ме интересира стрит фотографи, лајф фотографи, не знам, некоја контраст во урбанизам и така натаму. Меѓутоа, многу често до кога одам на патувања, преферирам да фотографирам сериозно архитектура или сериозно дел од град, градски пейзаж. Се воодушевувам на минималистичка фотографија, се воодушевувам на детали од човеково тело и се воодушевувам на интересни кропови кои се ситни, мали формати или нешто прешироко. Пример, човек во огромен кадар, во огромен простор, каде се добива некоја поинаква димензија за тоа како изгледа човекот во околината.